Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Во оваа емисија имаме интервју со председателот на Македонија, направено во Њу Јорк, каде настапи пред Генералното собрание на Обединетите нации. За ова веднаш повестите. Останете со нас. Председателот Обама денес ке подпише закон за помош на малите бизнеси вреден 42 милиарди долари. Законот има за цел да креира илјадници работни места и ке понуди околу 12 милиарди долари во даночни олеснувања. Мерката исто така се очекува да креира 500.000 работни места според резимето на законот од Сенатот. Меѓу другите работи, тој ќе авторизира креација од фонд на 30 милиарди долари со кој ќе раководи одделот за финансии, што ќе донесе ултра ефтин капитал за банките со помалку од 10 милиарди долари парични резерви. НАТО во Афганистан вели дека од хеликоптерски оган биле убиени најмалку 50 на милитанти долж границата со Пакистан. Ова се случило непосредно по напад на бунтовниците врз афганистански безбедносни пункт. САД користат беспилотни летала за напади во областа, но напади со летала со човечки екипаж се реткост. Руски и кинески лидери го одбележаа отварањето на кинеската секција на првиот нафтовод меѓу двете држави. Рускиот председател Дмитрий Медведев и кинескиот председател Ху Џинтао присуствуваа денес на церемонија во Пекинг за рускиот источно-сибирски пацифички нафтовод што треба да биде пуштен во употреба во ноември. Пораката од Обама охрабрувачка. Американската влада поинформирана од европските лидери за спорот со името. Со Папандреу разговаравме за неопходноста од доверба меѓу два соседа. Нема алтернатива на членството на Македонија во Европската унија и НАТО, наведува македонскиот председател Ѓорѓе Иванов во интервјуто за Гласот на Америка на македонски, направено на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации. Со Иванов разговараше Јане Бојаджиевски. Тоа што ми го кажа председателот Обама беше многу охрабрувачки. Американската влада е поинформирана од европските лидери за финеси околу спорот со името, вели председателот Иванов за Гласот на Америка. Да, за време на ручекот приреден од генералниот секретар на Обединетите нации имав можда да се сретнам со председателот Обама. Разговаравме за она што е на нашиот проблем со името и навистина тоа што ми го кажа председателот Обама беше многу охрабрувачки. Сега, ке извините, деталите не може да ви ги кажувам, меѓутоа пораката навистина беше охрабрувачка и кога се видовме вечерта на приемот што го организираше председателот Обама, ми го потврди и го повтори тоа што ми го кажа на средбата што имавме во Обединетите нации. Тоа укажува дека Америка е пред се запознаена со целата суштина на проблемот и бара взаемно прифатливо решение. Отварањето на прашањето за уставот поради спорот може да го подели општеството, му рекол Иванов на Папандреу. Ја го посочив чувствителноста за нас на прашањето за уставот. Ти се отвори од нивна страна дека може и Македонија ќе треба да го менува уставот. Ја искажав нашата определба и нашата позиција на нашиот устав, кој е многу повеќе од устав после Охридскиот договор. Тој е консензус на еден етнички баланс и тоа, доколку се отвори тоа, повторно може да го подели општеството. Така што разговаравме за она што е неопходно на два соседа да постои доверба. Дали има алтернатива членството во Европската унија и НАТО? Што понатаму? Го прашавме председателот Иванов. Нема. Едноставно нема. Ние како земја од еден невралгичен регион пред 10 години кој влегува регион во една стабилност, мораме да бидеме дел од тој севкотен процес и затоа ја потржуваме агендата на господин Папандреу за 2014. И му велиме, ајде, прејдете на дело. Тоа е ваша иницијатива. Затоа и е потребна на Грција помош сега, од членките на Унијата, за да ја свати новата реалност и придонесот што таа го има за целиот регион, целиот Балкан, едноставно да го почувствувам амбиентот што го создава Европа. Американски научници на неодамнешен конгресен распит говореа за опасностите од климатските промени. Учествуваше и пакистанскиот амбасадор, кој рече дека поплавите во неговата земја се закана по националната безбедност.
Во Пакистан, Русија, Кина и САД поројните дождови и горештините однесоа илјадници човечки животи, а оставија голем број без дом. Овие научници на конгресен распит говореа зошто тоа се случува. Една причина – планетата станува се потопла, го загрева воздухот, со што тој содржи повеќе вода. Метеорологот Майкл Вейнер од Калифорнија предвидува. Дневните температури и натаму ќе се качуваат на рекордни нивоа ширум САД и поголемиот дел од светот во догледна иднина. 20% од Пакистан беше под вода од неодамнешните поплави. Амбасадорот на оваа земја во САД, Хусейн Хакани, на распитот кажа дека катастрофата е закана и по безбедноста. Тука е можноста бунтовничките и екстремистичките групи да ја искористат ситуацијата. Пакистанските сили биле фокусирани на помошта за поплавените, со што земјата станала ранлива на безбедносен план. Хакани наведува дека една од причините за невремето била човековата негрижа. Нашите научници веруваат дека штетните гасови од фабриките, возилата, па дури од фармите придонесуваат за пораст на температурите на глобално ниво. Конгресменот републиканец Джеймс Сесенбренер инсистираше дека глобалното загревање нема врска со екстремните временски услови. Ова е како да се поврзат природните катастрофи со демократската политика за животната средина. Тоа нема да ги спречи монсунските дождови во Пакистан. Овие научници пак тврдат дека иако не можат да поврзат едно невреме конкретно со климатските промени и глобалното затоплување, се поголемите штетни гасови и загадувачи произведени од човекот без друго ќе ја зголемат веројатноста од екстремни временски услови во иднина. Друг начин за олеснување на загриженоста по безбедноста, sejedno дали лична или национална, е со употреба на роботите. Утре со Newsflash ве водиме на роботска конвенција. Утре во Newsflash за сите здодевни и помалку здодевни работи, роботи може подобро да ја завршат работата. Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. За најнови содржини појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.